Почитувани учесници на донаторската конференција за храна, почитувани представници на бизнис заедницата, посебен почит и респект за сите вас, почитувана министерке Царовска, почитуван председател на Сити господин Јосифовски, почитуван директоре на Фондот за иновации и технолошки развој Јован Деспотовски, почитувана Искра Ветаџаковска Муцунска, генерален менеджер на Виталија, почитувани гости, драги пријатели, почитувани представници на медиумите. Социјалната правда е основата на секое здраво и напредно општество, а солидарноста е одликата на нашиот концепт едно општество за сите, како елементарниот приоритет, каде што елементарниот приоритет е граѓанинот, неговите права и еднакви можности, без поделби и исклучоци. Почитувајќи ги овие приоритети и воведувајќи европски стандарди за социјална заштита, оваа влада се посвети на донесување мерки за директно намалување на сиромаштијата. И затоа безрезервно ја подржуваме програмата за подршка на ранливите категории, преку донирање храна од страна на бизнис операторите. Мрежата Сити, која има целосната подршка на владата, овозможува креирање на еден нов систем за помош на оние наши сограѓани кои имаат реална потреба. Овој систем има хумана, солидарна цел и се заснова на поефикасно искористување преку донирање на сите вишоци храна кои во моментот за жал дури и се фрлаат. Но истовремено овој систем е комплексен и ја поттикнува свеста кај граѓаните за важноста од правилното третирање на вишокот храна и неизина понатамошна еколошка обработка. Според податоците на Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации, ФАО, во нашата земја 30% од храната завршува како отпад. И тоа навистина е голема штета, затоа што со намалување на количеството отпад од храна и дистрибуцијата на вишокот на храна на луѓе, на кои навистина тоа им е потребно, Северна Македонија дополнително може да го направи, да го намали проблемот со сиромаштијата, но и да ги поттикне веќе воспоставените позитивни промени во општеството. Затоа и ние како влада се вклучивме да овозможиме законски основи и да ја поддржиме изградбата на систем кој ќе го зголеми пристапот на граѓаните до квалитетна храна. Во наредниот период очекуваме да се донесе законот за донирање на вишокот храна. Министерството за труд и социјална политика и Фондот за иновации и технолошки развој дадоа поддршка на Сити во пилотирањето модели кои имаат потенцијал да прераснат во програма која ќе даде системска одржливост во напорите за помош на социјално ранливата категорија граѓани. Сити, со поддршка на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, работи на изработка на стратегија за превенција на отпадот и загубите од храна. Системот Сити е добар пример како може да се работи заедно граѓанскиот сектор, бизнис заедницата и владата за подобрување на состојбата на сите граѓани. Денешната донаторска конференција е показател дека секој од нас може да се вклучи и да направи нешто за да помогне. Затоа ја користам приликата да упатам јавна покана во функционирањето на системот да се вклучат и други субјекти со цел да се зголеми неговиот капацитет и да се обслужат што повеќе граѓани на кои им е потребна храна. Помошта не се однесува само на обезбедување храна за дел од нашите сограѓани, кои не може да си ги дозволат сите обредци во текот на денот, туку и за правилна употреба на илјадниците тони безбедна храна која завршува на отпад и депонии. Чест ми е да присуствувам на оваа донаторска конференција за донирање на вишоци храна, во која се вклучија и 50 компании и навистина ми е драго што имам можност да искажам голема благодарност за организацијата и за учеството на овој настан, но најповеќе за компаниите кои што го прават овој храбар чекор. Благодарам и нека е со успех целиот проект кој што со оваа денешна конференција буквално сака да испрати порака, да расте во обем, да мотивира и други и да бидеме навистина социјална држава како што личи. Благодарам.